Драги ученици, добре дојдовте во училницата. Се викам Орданка Петковска и работам како наставник во Општинското основно училиште Рајко Жензивов од Оризари Велес. Денешната видео лекција се однесува на предметот Природни науки за трето одделение. Наставната содржина е употреба на нашите сетила. По реализацијата на оваа активност, секој од вас ќе може да ги разпознава различните видови сетила, да ги опишува карактеристиките на различните видови сетила, да знае за што служи секое сетило и да ја опишува функцијата или улогата на сетилата. Кога размислував како најблиску да ви ја представам оваа наставна содржина, добив инспирација да напишам еден расказ. Освен тоа, поставив уште неколку активности со кои верувам дека успешно ќе ја совладате оваа содржина. Лазар и 5 сетила. Лазар е ученик во трето одделение. Како и сите останати ученици, тој веќе некое време не го посетува училиштето. Домашните задачи кои ги добива од наставничката Катерина секојдневно ги завршува. Понекогаш бара помош од мајка му. Освен тоа што не е во училиште, не излегува и надвор да игра со другарчињата. Подолго време не оди и во посета на неговата баба. Тоа е нешто на што Лазар најмногу се радува за време на викендите, но сега и викендот не е време кога може да се дружи со оние кои многу ги сака. Еден ден, откако ја заврши домашната задача, ја изеде ужинката, стана од масата и почна да плаче. Мајка му не можеше да претпостави зошто е тажен. Домашната успешно сам ја заврши. Ужината беше неговата омилена овошна салата. Што ли се криеше во солзите на момчето? Мајката ја отвори кутијата со играчки и со насмевка на лицето му покажуваше автомобилот кој го купија со парите од неговата касичка дента кога наставничката го похвали за писмената по природни науки за сетила. Не. Шарената топка. Повторно не. Доминото и играта не лути се човече. Но не, не и не. Сите овие нешта му беа омилени на Лазар, но сега едноставно не сакаше ни да ги погледне. Ни солзи и кажа на мајка си дека му недостасува неговата баба. Зборуваа дека за доброто на сите ќе треба да останат дома. Лазар внимателно ја слушаше мајка му, но на крај и кажа: очињава сакаат да ја видат баба ми. Рачињава сакаат да ја допрат. Мојве уши посакуваат да ја слушнат баба ми како ми раскажува приказна. За кратко, почна уште повеќе да плаче. Мамо, сакам баба да го направи мојот омилен колар со вишни кој има прекрасен вкус и мирис. Сакам со расширени раце да ме пречека на вратата, да се насмевне и да праша на што вкусно мириса домот, а потоа да ми раскажува приказна, а јас да ја слушам и да јадам, и рече на мајка. Мајка му се сети. Подготви се што беше потребно за колачот и го повика во кујната. Вредните рачиња и помогнаа на мама и заедно направија колач. Скоро, штом беше готов, мајката кришум се јави кај бабата. Од компјутерот се слушна нејзиниот глас. Лазар дотрча во собата. Очињата му светеа од радост. Го погали екранот со рацете и се сети. Седна на масата и гледајќи во екранот и чинијата, изеде едно колаче. На крајот, задоволен од вкусот и горд за учеството во правењето, ја праша: ајде сега ти бабо да погодиш, на што вкусно мириса домот на вредните Лазар и мама. Вечерта, слушајќи приказна, заспа мирно во прегратката на мама. Наредното утро го разбуди песната на ластовичките.
Штом ги отвори очите, погледна низ прозорецот. Чувствуваше радост за убавиот ден. На излегување од собата, погледна во својата училишна чанта, се присети на другарчињата и наставничките. Овој пат на лицето му се покажа насмевка. Си помисли, нашите сетила се чудна работа. Тие навистина понекогаш можат да ни го доближат она што ни е далеку. Навистина е корисно знаењето од предметот природни науки. Да, ученици, навистина е така. Сакав да кажам браво за Лазар, кој успешно во училиште ја научил лекцијата за сетила. Верувам, после овој расказ, ќе ви биде интересно заедно да го повториме она што го слушнавме во расказот за сетилата. Активноста со илустрации ќе ни помогне да ги именуваме сетилата и да ја одредиме нивната улога. На оваа илустрација забележуваме момче кое што работи на штафелај и со помош на боички го бои својот црвеж. Со помош на кое сетило, момченцето може да направи правилен избор на бои и добро да го обои својот црвеж. Сетило за вид. Со очите гледаме. Сетилото за вид ни овозможува да ги видиме работите во нашата околина. На илустрацијата лево, момченцето држи триангл во раката со кој што произведува одреден звук. На илустрацијата десно, момченцето јаде, меѓутоа десно од него се наоѓа часовник кој што отчукувајќи произведува звук. Со помош на кое сетило можеме да го слушнеме звукот. Сетило за слух. Со ушите слушаме. Сетилото за слух ни овозможува да ги слушнеме звуците, пример музика, говор и слично. На првата илустрација момченцето се капе. На другата илустрација момченцето се подготвува за спиење. Со рацете го допира кепот. Со помош на кој сетило момченцето може да ја почувствува водата и со помош на кое сетило може да ја почувствува мекоста на телото. Сетило за допир. Со рацете допираме. Нашата кожа е сетило за допир. Преку кожата чувствуваме дали нешто е тврдо или меко, топло или студено. На првата илустрација, момчето се подготвува да јаде, а на втората илустрација момчето ја мие својата косичка. Со помош на кое сетило момчето може да го почувствува мирисот на десертот и мирисот на шампон. Сетило за мирис, а тоа е носот. Со него можеме да ги почувствуваме сите мириси околу нас, например храна, парфем, цвеќе и слично. Последното сетило за кое досега не зборувавме, повторно истата фотографија, меѓутоа во друга улога. Со кое сетило момченцето може да почувствува каков е колачот и каква е пастата за запир. Со помош на устата и јазикот, а тоа е сетилото за вкус. Со устата и јазикот чувствуваме. Сетилото за вкус ни овозможува да почувствуваме дали храната е блага, солена, кисела, лута или горчлива. Сетилото се дразби преку кои одредени органи ги чувствува секој од нас. Постојат 5 сетила и тоа. Сетило за вид, тоа се очите, мирис, тоа е носот, вкус,
устата и јазикот, допир, кожата и рацете и слух, ушите. Да го поврземе секое сетило со предметот со кој што одговара. Со носот можеме да го почувствуваме мирисот на цвеќето. Со ушите го слушаме звукот на звончето. Со очите можеме да ги видиме очилата. Со рацете можеме да ги допреме меките ракавици и со јазикот и устата можеме да го почувствуваме вкусот на крушката. Изработете сами. Веќе знаеме кои се 5 сетила и која е нивната улога, па така ќе можете илустрациите од левата страна да ги поврзете со соодветното сетило. Исто така, ваша задача е да ги поврзете сетилата со соодветните предмети и да напишете за секој од 5 сетила по 3 предмети. Што е она што сакам да видам, помириснам, вкусам, слушнам и допрам. И на крај би сакала да ви кажам, останете спокојни во својот дом, пишувајте ги редовно домашните задачи, учествувајте во семејните активности, како играње друштвени игри, уредување на домот и приготвување на оброци со вашите родители. Само така, најбрзо секој од вас ќе може да се врати во училишните клупи, да се игра со другарчињата во слободните ученички активности, да игра во паркот со другарчињата и да оди во посета на своите најблиски. Ви благодарам дека бевте дел од овој видеочас, се надевам дека ви беше интересно и ве поздравувам до некоја следна прилика.